Со каква динамика ќе продолжи изградбата на автопатиштата во земјата, ќе се решат ли наводните проблеми, што ќе се случи со домашните градежни фирми и работниците кои работеа на овие делници. Официјална информација за тоа какви проблеми се појавиле и со која динамика ќе продолжи изградбата на автопатиштата нема. Во изминатите 15 дена за патиштата има само шпекулации, меѓусебни обвинувања и минимална активност. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски неодамна изјави дека недостатоците на автопатските делници и проблемите со кои се соочиле не можат да се решат од денеска за утре и истакна дека владата на СДСМ ќе продолжи со изградба на патишта и дека ќе ги заврши сите почнати проекти за патиштата и на локално и регионално ниво. Поранишниот министер за транспорт и врски пак Владо Мисајловски на панел дискусијата организирана од ВМРО ДПМН е насловена како ВМРО ДПМН е градеше автопати, а СДСМ ги стопира. Повторно ја повика актуелната влада да работи, бидејќи со работа се наоѓа решение на проблемите кои во градежништвото е нормално да се појават. Кога се започнува градба на каков било проект, поготово во инфраструктурата, секогаш има предизвици. Секогаш ќе ви се јавуваат проблеми, ќе ви се јавуваат оние работи што не сте ги очекувале, но со голема работа и со труд сите тие се решаваат. Никој не бара од никого за еден ден све да се реши. Но со ангажман и со дополнителен труд сето тоа во тек на градењето, односно на работењето на овие автопатишта, се тоа може да се надмине. Кога се градат волку големи капитални проекти, секогаш и природата има умешаност, односно кога се прават тие геолошки истражувања може да покаже еден вид на земјиште, па потоа во градбата да се појави некој друг вид на земјиште, па тоа се да создава дополнителни предизвици и према надзорот има и према сите оние што градат, но со доволен труд и со добра екипа, поготово тој што ќе го одбере надзорот ве води како да ги реализирате сите тие проекти. Пратеничката Лилјана Затуровска, која исто така говореше на панел дискусијата, се осврна и на работниците кои беа ангажирани на изградбата на овие капитални проекти. Тоа значи 560 луѓе, конкретно јас говорам за автопатот кој што оди во тој дел Кичево, Охрид, Струга, 560 вработени градежници, сега се на улица, немаат основна плата, не добиваат допринос и се буквално на улица. По најавите за контрола и ревизија на досегашната работа останува отворено прашањето каква ќе биде судбината на овие проекти. Ќе добијат ли граѓаните современи патишта во предвидениот рок, но и дали ангажираните работници ќе останат без работа, со оглед на тоа дека на голем дел од нив не им е исплатена плата веќе извесен период.